вкупно усвоени 33 препораки и задолженија од јавната расправа на тема енормно загадување на амбиенталниот воздух во Република Македонија, одржана во Собранието на Република Македонија во 2018 година. Властите целосно или деловно спровале само 6. За 6 години властите имале реализација од скромни и недоволни 15% од препораките и задолженијата кои биле дадени од Собранието на Република Македонија, т.е. Домот на граѓаните. Согласно исказите на раководните лица од државните институции кои учествуваа во националната расправа за состојбите во кои ги затекнале истите при преземање на функциите од своите претходници, Комисијата утврди бројни недоследности во спроведување на законската регулатива, како и негрижа за кадровските решенија, што сериозно ја намалила функционалноста на институциите. Комисијата утврди потреба од измени и дополнување на законската регулатива и заеднување на мерките за справување со аерозагадувањето, како и кадрови од капацитет на институциите релевантни за борба против аерозагадувањето. Комисијата заклучи дека во борбата против аерозагадувањето потребна е силна мултиинституционална соработка, како и директна инволвираност на научната фела, индустријата, медиумите, граѓанскиот сектор и меѓународни организации. Согласно исказите на сведоците од лекарската фела, директорот на Светската здравствена организација во Македонија, како и Институтот за јавно здравје на Македонија, Комисијата утврди дека долготрајната изложеност на загаден воздух допринесува по појавата на бројни заболувања, дополнително ја влошува од други причини веќе нарушената здравствена состојба, представува неспорен фактор кој влијае на бројот на смртни случаи и нанесува огромни финансиски штети врз здравствениот систем на нашата држава. Комисијата утврди дека за ефикасно справување со аерозагадувањето потребна е државна стратегија со долгорочни мерки со цел трајно подобрување на квалитетот на амбиенталниот воздух на целата територија на државата. Се препорачува владата, надлежните министерства, општините и градот Скопје да креираат мерки и решенија кои се базираат на релевантни податоци и мерења од релевантни институции и да се употребуваат научни и технички докажани методи за анализа и намалување на загадувањето. Комисијата препорачува општините и градот Скопје да изработат планови за управување со квалитет на амбиентален воздух, што јасно дефинираат временски рамки за спроведување на мерките опфатени со планот. Се препорачува владата, општините и градот Скопје да креираат мерки за намалување на загадувањето од загорување цврсти горива во домаќинствата, да им се овослужи и понуди на граѓаните приклучок кон соодветен централен систем за грејење или да се субвенционираат почисти системи за грејење на домаќинствата и енергетски ефикасни реконструкции на објектите. Комисијата препорачува на владата, Министерството за локална самоуправа, Министерството за транспорт и врски, Министерството за животна средина и prostorно планирање да изготват и достават до Собранието измени и дополни на Законот за инспекцијски надзор, Законот за комунални дејности и Законот за јавна чистота со цел заеднување на системот за контрола на штетни влијанија врз животната средина. Комисијата препорачува на Министерството за животна средина и prostorно планирање, општините и градот Скопје да изготват дополнителни контролни мерки за издадените А и Б интегрирани дозволи, како и за елаборатите за животна средина. Се препорачува на Министерството за економија да изготви мерки за субвенционирање и поволности за набавка на возила со минимални емисии. Се препорачува на Министерството за енергетика, рударство и минерални суровини, Државен пазарен инспекторат, Министерството за внатрешни работи и Царинската управа да изготват дополнителни контролни мерки за квалитетот на горивата и содржината на издувните компоненти од транспортот. Комисијата препорачува Министерството за образование и наука да го зголеми финансирањето на научни и стручни истражувања и иновации од областа на намалување на аерозагадувањето. Комисијата препорачува владата, општините и градот Скопје да ги замена системите за загревање на јавните објекти кои продуцираат цврсти честички со системи кои немаат директна емисија на цврсти честички. Се препорачува на владата и Министерството за социјална политика, демографија и млади да овозможат инсталирање на системи за чист и свеж воздух во објектите во кои престојуваат деца и ранливи категории на граѓани, во општините каде е детектирана големена концентрација на цврсти честички. Се препорачува на Министерството за економија да изготви законска регулатива за квалитет на цврсти горива. Комисијата препорачува за заеднување и зголемување на капацитетите на ЈП национални шуми и надлежните институции за справување со шумските пожари. Се препорачува на Институтот за јавно здравје да спроведува кампањи за свесност по ризикот на здравјето и животот, како и препораки за заштита на граѓаните за време на периодите со високо загадување на воздух. Комисијата препорачува дека е потребно Министерството за животна средина и prostorно планирање да искуска и достави до Собранието закон за индустријски емисии, во кој ќе интегрира и напреди методи на мерење на издувни емисии. Се препорачува на Министерството за животна средина и
за намалување на емисиите од индустријата и заштита на населението во периоди на зголема концентрација од цврсти честички. Комисијата препорачува на Државниот инспекторат за животна средина да обезбеди јавна евиденција на извршените контроли и предземени мерки за борбата против аерозагадувањето.